Мартин као Клинт Иствуд во Мостовите на Медисон. Да. Ајде на законот да му се вратиме. Да, точно е дека сите европски држави пристапија и кон помош на локалните власти, така велеше нели дури и Јожеф Стиглиц, ама не на ваков начин. Еве зошто. Како се вика законот, предлог закон за дополнување на законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа по скратена постапка. Прво, ваков закон правнички може да се оквалификува како паразакон, квази закон, времен закон, привремен закон, зошто трае 1 година. Првата ненаучена лекција. Кога го менувавте законот за ДДВ-то и кога во нормативниот текст внесовте дека нема да има ДДВ цели 3 дена, ви укажав дека не може во текст на закон да се напише ваква одредба, бидејќи законите имаат неограничено правно дејство. Не може да траат 3 дена, 3 месеци, не може да траат 1 година. Ако такво нешто сакате да воведете, тогаш нема му е место, сите правници знаеме и просечните, во преодни и завршни одредби. Тоа е првата забелешка. Второ, значи, скратената постапка. Овде се дискутираше дека е логично да е постапката скратена. Јас ќе ви кажам, од англиското и од друго искуство, дека секогаш кога се работи за финансии, за пари, а за нив може да одлучува само собранието во другите држави, никогаш не може тоа да е по скратена постапка, оти финансирањето само по себе значи сложеност, конфликтност и треба да има можност од сите аспекти да се разгледа каде ќе одат парите. Зошто? Оти не зборуваме ни овде за пари за граѓаните, како што тврдеа некои, туку за пари од граѓаните, односно пари со кои ќе располагаат локалните власти. Значи, прво, не е прв пат да имаме проблем, туку многу пати со така наречена хронична задолженост на нашите општини и сосема се согласувам со колегата Панче Минов, кога вели дека ако сакаме децентрализација, ако сакаме одржлив локален развој, дури и во време на криза, ако сакаме локална самоуправа, нема да посегаме по вакви ад-хок решенија, туку ќе најдеме едно пристојно решение, 4,5%, значи, не само, како што пишува овде во членот 9а, за 2021, туку постојано, дури јас мислам дека во оној меморандум меѓу ЗЕЛС и дали беше Министерството за финансии или владата, стоеше дека 6,2 мислам да не беше проектирано од ДДВ-то до не знам која година. И мислам дека на тоа треба да работиме, зашто надлежностите се товар ако не може да ги реализирате. Ова не води кон фискална децентрализација, да бидеме искрени, ама фискалната децентрализација во Македонија на вистина бара многу одговори. Имаме функционална, имаме административна, ама ќе имаме и фискална, тогаш кога на вистина ќе има постојан прилив, пристоен износ на средства, за да може општините да се справуваат со или да ги извршуваат надлежностите што ги имаат. Многу пати сум рекла и сега повторно ќе кажам дека некој во Министерството за финансии, кога е во прашање номотехниката, има сериозен проблем. Еве зошто. Велите, оценка на состојбите во областа што треба да се уреди со законот и причини за донесување на законот. И вели, со предлог законот се утврдува тоа и тоа. Тоа нема врска со состојба.
Значи, треба да ја насликате состојбата, дека има COVID-19, дека, значи, влеговме во рецесија, дека општините имаат сериозни финансиски проблеми и дека треба да им се помогне. Тоа е оценка на финансиска состојба. Велите потоа во цели начела и основни решенија дека се обезбедуваат стабилни приходи. Не е точно. Една година е ефемерно решение, значи стабилен приход значи нешто што континуирано ќе биде прилив за општината. Сосема во право е мојот колега Пренџов, кога вели дека ако има ставка, глава, оценка на финансиските последици од предлог законот врз буџетот и другите јавни средства, треба да се наведе колку изнесува таа. Зошто? Зашто ние немаме право да си креваме раце анблок, туку треба да знаеме за колкава сума се работи. И во сите закони постојат вакви ставки, ама постои и точно сумата, што треба да се одвои, зашто иначе неодговорни пратеници се оние кои што гласаат по инспирација, што би рекле некои од колегите. И не можам да не забележам наследново. Велите вака во членот 2. Одредбите од членот 9 од овој закон ќе се применуваат во периодот од 1. јануари 2021 до 31. декември 2021 година. Членот 52 став 4 од Уставот забранува ретроактивно дејство на законите. Кој датум е денеска, колеги пратенички и пратеници? Ниту еден закон не може да важи ретроактивно, освен ако не е со олеснителни права за граѓаните. Овде зборуваме за средства за општините. Молам? Кога ќе станете господјо, тогаш ќе зборувате, јас зборувам како правник, значи не може да има ретроактивно дејство овој закон. И целосно е во право исто мојот колега, кога вели дека треба да ставиме крај на анблок финансирањето или помошта, зошто ни прети опасност да ја кршиме онаа одредба од Законот за локална самоуправа, кој што вели дека градоначалниците се должни да управуваат како добри домакини. Честопати ние со оваа алинеарна помош добрите домакини ги казнуваме, а лошите домакини ги наградуваме. Значи, не може во а лошите домакини ги наградуваме. Значи, не може во текст на закон да се внесе одредба што се однесува на 2021 година, може само во преодни завршни одредби, оти иде следна година која исто ќе биде тешка, значи ли тоа дека повторно ќе пишуваме во законот 2022 и така натамо. Така вели номотехниката, а таа е важна кога се креираат закони. Уште една само реченица, значи, мислам дека ако продолжиме вака да се однесуваме со ефемерни решенија, со адхок решенија, не само што нема да придонесеме за владење на правото, туку ќе го стимулираме владењето на лошите градоначалници. Јас не знам дали е ЗЕЛС консултирана, верувам дека ако беше постапката редовна, ќе имавме шанса да го чуеме и нивното видување на ова предлог решение. Благодарам.